За процесот на оптимизација говореше и раководителот на секторот за образование во општина Куманово Александар Јовановиќ на неодамнешната пресконференција одржана по повод крајот на учебната година. Јовановиќ кажа дека процесот на оптимизација во Македонија е започнат во 2023 година од Министерството за образование и наука во соработка со Светската банка и УНИЦЕФ, а на состанокот во Куманово биле добиени насоки за креирање на паралелки во новата учебна година. Процесот на оптимизација на училишна мрежа на основните училишта на територија на општина Куманово е процес кој Министерството за образование во соработка со УНИЦЕФ и Светска банка го започна уште 2023 година. Бевме повикани на обука, тогашниот клуб на пратеници, представници од општината, дополнително се обучени и директорите и стручните служби. Потоа имаше оваа година и состанок во Зелс, каде што беа изнесени активности кои ќе бидат преземени, и на иницијатива на сектор за образование пред неколку недели се одржа состанок на директори на општински основни училишта во Куманово со представници од Министерство за образование, УНИЦЕФ, представници од Советот на општина Куманово, советници и Комисијата за образование при Советот на општина Куманово, представници на општински просветен инспектор и СОНГ, на кои директорите има можност да добијат насоки и инструкции за креирање на паралелките. Процесот на оптимизирање на училишна мрежа опфаќа процес кој значи избалансирање или балансирање на бројот на учениците во паралелката. Оваа година, согласно писмениот допис од страна на Министерството за образование и наука, ќе бидат опфатени прво и 6-то оделение по добиени насоки од страна на Министерство за образование и наука. Процесот за оптимизација ние веќе го почувствувавме и веќе имаме оптимизирани паралелки во дел од основните училишта, таму кај што има намален број на ученици, во неколку основни училишта и во руралните средини. Како што реков, ги пратиме трендовите, тоа што го налага Министерството за воведување на едносменска настава и продолжен престојно, но и во еден случај не е спомнато дека ќе има затворење на училиштата оваа учебна година, иако бројот на учениците значително е намален и во руралните средини, меѓутоа имаме веќе и централни училишта каде што немаме веќе максимален број на ученици до 30, како што беше случајот во изминатите години. Меѓутоа, четврта година поред процесот на оптимизација се спроведе во средните училишта без поголеми најави, каде што прво ни го скратуваат оние упис, затоа што Министерството дава насоки и го објавува огласот колку можат да бидат запишани ученици во гимназиското училиште. Гимназиските училишта се намали број на учениците, на однос на тоа се намали и третиот степен во средните стручни училишта, апропо на тоа па се зголеми бројот на утписот на учениците во средните стручни училишта, поточно со воведување на дуалната настава или дуалните паралелки со зголемен број на часови со стручни часови во фирмите. Тоа изгледа примамливо за учениците и се зголеми број тука се намали во гимназијата и ги решававме наставниците на кои им фалеа часови со упразнети места по оставна, пензионирање или друг начин на пополнување на работните места на часовите што им недостасуваат, со слободни часови, со изборни предмети и така натаму. Детални насоки за изготвување на оптимизацијски план добија директорите и во тек е поднесување на барања за формирање на паралелки под 20 ученици, бидејќи согласно Законот за основно образование, основачот, во овој случај Советот на општина Куманово, може да формира паралелки под 20 ученици по претходно позитивно мислење од Министерството за образование и наука. Така и за средните по завршување на уписот, а за основните веќе е во тек собирање на податоци од училиштата ќе бидат поднесени до ресорното министерство, која има конечната одлука колку паралелки ќе бидат дозволени за формирање, пошто би знаеле каква ќе биде состојбата и со оној наставен кадар, бидејќи има по оној природен пат, што значи пензионирање, би се пополнувале местата по принцип како во средните училишта, како што реков, веќе е четврта година во тек.